Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Одеднаш фатила бура. Бранови удирале во чамецот и го фрлале напред-назад. Бурата била силна, екипажот поцврсто ги стегнал веслата. Мажите били сплашени, бидејќи знаеле колку опасна може да биде таквата бура на Галилејското море. Еден голем бран пак удрил во чамецот. Ветрот завивал, а морето рикало. Можеле ли да се спасат? Некои од мажите на бродот биле рибари. Тие веќе имале искусено такво невреме, но таа бура била посилна од која било друга бура што ја имале доживеано. Леле, што се случува? Помагајте! Тонеме! Додека тие се бореле за нивните животи, Исус лежал во задниот дел на бродот и спиел. Во најлошиот миг на невремето, тие отишле кај Исус и почнале да викаат. Исусе, зар не ти е грижа ако се удавиме? Мора да ни помогнеш! Тонеме! Кон кого повикуваш кога брановите на стравот и грижата удираат врз бродот на твојот живот? Исус е Господ над се. Тој се исправил и му викнал на ветрот. Тишина! Смири се! Ветрот веднаш стивнал и престанал, како воопшто да немало бура. Учениците биле восхитени од тоа чудо. Кој е овој Исус? Дури и ветрот и брановите му се покоруваат. Исус е Господ, Господ над цела природа, како и над болестите и злите духови. Исус е Господ и над смртта. Никој не е како Него и никој не може да го прави тоа што Тој го прави. А учениците помислиле дека тие, бродот и Исус, ќе потонат. Каде е вашата вера? Зошто се плашите? Тие морале да си го постават истото прашање што им го поставил Исус. Исус е Господ над брановите во твојот живот. Разговарај со Него за брановите, како што се твоите потреби, грижи, проблеми во училиштето, болести. Исус е Господ, затоа не плаши се. И наместо тоа, верувај му. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!